Во Македонија не се прикажува реалната слика на задолжување. Она што статистички се презентира на граѓаните е поинаку од вистината, предупредуваат експертите. Намалувањето на јавниот долг од пандемијата по во текот на енергетската и економската криза е резултат на тоа што износот се пресметува врз база на инфлацијата и тоа што парите ја губат вредност, а го намалува долгот по автоматизам. А во суштина не е така. Не е реалниот јавен долг на државата, затоа што ако веќе пресметката е над 60% од јавниот долг, ние психолошки таа психолошка граница, не само психолошка, туку и законска граница на јавниот долг навистина е многу тешка ситуацијата, затоа што од една страна имате инфлација. Кај нас не е јавна тајна дека ние некогаш и знаеме да манипулираме со бројките. И бројките некогаш не ја покажуваат вистинската вредност, но тоа не им прави услуга на ниедна страна, ни на власта, ни на, ако ги земете, ни на опозицијата. Дополнителната заменик министерка за финансии Елена Петрова обелодени дека државата ги крие реалните бројки и јавниот долг не е 58,4% од БДП како што стои на сајтот на Отворени финансии, туку дека официјална статистика измерила 62,1% што ја надминува психолошката и законската граница. Од кабинетот на Бесими делумно ги признаа новите бројки, но се правдаа дека објавените податоци на нивната страна се однесувале до 31 декември, а најновите податоци ќе ги земеле во предвид за новиот циклус на проекции. Оттаму велат дека објавените податоци за јавниот долг и за дефицитот не биле променети. Според економистите, алармантно е тоа што Македонија е единствената држава која нема стратегија за да следи на кого и што му должи, и што парите се трошат за оперативни трошоци, наместо да се вложува во реални капитални инвестиции. За волја на вистината, само во нашата држава немате некоја подобра стратегија како тоа ќе го вратите или како тој ќе го проструктурирате тој долг за да биде функционален, за да може понатаму да го вратите. Затоа што долгот, ако не ви е функционален, а во нашиот пример, вие взимате долг само за оперативни трошоци, не за развојни инвестиции, развојни проекти, навистина е проблематично. Додека СДСМ беше во опозиција, постојано критикуваше за јавниот долг кој тогаш беше многу понизок. Тврдеа дека Македонија е пред грчко сценарио и должничко ропство, а откако дојдоа на власт драстично ги зголемија државниот и јавниот долг. На крајот од 2017 година државниот долг изнесуваше 38,7% од бруто домашниот производ, а сега ја надмина и психолошката граница од 60%.